Отвараме тема по 8 часот, која што неколку пати ја најавивме во текот на денешното издание на Македонија наутро. Ако имаме чист воздух овие неколку денови, не значи дека сме завршиле со темата аерозагадување. Бидејќи ветерот се ја заврши својата работа изминативе денови, а со сигурност концентрациите на PM10.2,5 ќе се покачат за известно време. На оваа тема зборуваме и со гостинката во студиото 5 на Македонската телевизија, доктор Марија Здравеска, која што е пулмолог и со која што зборуваме за тоа какви последици остава аерозагадувањето по здравјето на нашите граѓани. Добро утро, доктор Здравеска, и добре ни дојдовте во утринската програма. Ова е жешка тема, ако СЗО вели дека дозволените концентрации се 45 микрограми на метар кубен за 24 часа на PM10, а 2,5 нешто помалку, односно 15. По апликацијата AirCare, барем изминатиот период, можеме да видиме дека неколкукратно се зголемени концентрациите на овие честички. Се потврдува ли тоа и на клиниката за пулмологија? Зголемен ли ви е обемот на работа? Знаете што обемот на работа на клиниката за жал секогаш е многу голем. Секако гледаме многу акутни влошувања на хроничните респираторни заболувања, како астма, како хронична обструктивна белодробна болест, бронхектазии, луѓе со белодробни фибрози, значи се доживуваат акутни влошувања, дел од загадувањето, дел од актуелните вирусни инфекции кои што се навистина секоја година, па и оваа година многу актуелни во овој период. Така што да, веројатно и на ниво на примерната здравствена служба и секундарна најголемиот удар се доживува, меѓутоа секако да, овој не е нас период што за жал го викаме сезона. Ова е период, меѓу другото, и на сезонски вируси, период од годината во кој што нема човек кој што не се жали на одреден симптом или здравствена клиничка слика. Колку аерозагадувањето дополнително влие на влошувањето на здравјето? По својата, по начинот, по механизмот на кој што тој аерозагадувањето влијае на здравјето на луѓето, практично постојат локални ефекти, постојат ефекти кои што настануваат заради вдишување на тие штетни честички. Значи, локалните ефекти го нарушуваат локалниот имунитет и моќта на организмот да се брани, така што и ги оштетуваат површините или гавиците, особено на организмот, заради што ги прават многу поосетливи на други нокси, како што се вирусни или други инфекции, и од таму е практично еден голем дел од штетните ефекти на тие ПМ честички, зависно од каков состав се. Не споменавте дека имате полни раце работа во овој период од годината. Ајде да видиме што велат матичните лекари. Симона Илијска има информацијата. Симона, второ линковско вклучување. Добро утро. Имаат ли матичните лекари полни раце работа и какви клинички слики регистрираат секојдневно? Особено овој период се зголеми обемот на работата на матичните лекари поради загадувањето и поради инфекциите кои што владеат периодов, меѓутоа утрово разговараме за тоа какви последици донесе периодот на енормна загаденост во воздухот во Скопје. За прашањата ќе даде одговори доктор Анкица Стануевска, која што веќе долго време работи на таа тема со своите пациенти и ги гледа директно кои се последиците од аерозагадувањето. Добре дојдовте во Македонија наутро. Добро ве најдов, така ќе речам. И она што е најважно, значи овој период на вистина енормна загаденост, нашите пациенти, освен тоа што имаат инфекции, значи доаѓаат и со иритирачки кашлици, посебно нашите хронични пациенти. Најмногу им смета тоа на астматичарите и секогаш се тука нели и вашите и нашите совети за овие пациенти. Овие пациенти кои што имаат тегоби со дишните патишта, сепак во ваква енормна загаденост, колку може да не излегуваат, значи на би рекле надвор, или додека мора да излезат, тогаш веќе да си носат заштитни маски. Се работи за честички кои што се под 10 микрограми, како што знаеме, и тие честички се вдишуваат. Значи, тие честички влегуваат во дишните патишта. За жал, тие се уште помали, значи 2,5
милиметри, така да тие честички не само што се вдишливи, туку остануваат во дишните патишта. Се работи за нерастворливи честички кои што се однесуваат како страно тело и сосема е нормална иритирачката кашлица, каде што плуќниот паренхим се обидува да ги исврли како загадувач од плуќата. Меѓутоа, нашите хронични пациенти кои што потребуваат кортикални спреови, значи нашите астматичари, потоа пациентите со ХОП, се пациенти кои што се посебно погодени од оваа проблематика, затоа што тие и онака имаат потешкоти во дишењето, а овој загаден воздух само уште повеќе ја влошува нивната здравствена состојба. Доктор Анкица, освен хронично болните кои што се најранлива категорија во овој период од годината поради аерозагадувањето, која е најчестата возрастна група која што страда од загадениот воздух? Имавме прилика да имаме и вклучување од детската клиника Козле, каде што пред една недела информациите покажуваа дека нема слободен болнички кревет. Дали децата исто така се едни од најзагрозени? Кога е загаден воздухот, значи дечињата се тие што се посебно погодени, посебно затоа што и тие одат во раните утренски часови во градинките или во училиштата. Би рекла добро што овој период се погоди малку и дечињата да бидат на распуст, меѓутоа поради големото присуство на инфекции, тие уште повеќе страдаат. Дури имаме дечиња кај кои што навистина не наоѓате инфективен агент, односно не наоѓате инфективна природа, вирусна или бактериска, а продолжува иритирачката кашлица, што значи се работи само за иритирачка, некогаш и алергиска кашлица, која што овој период навистина е нарушува нивната здравствена состојба, го истоштува детенцето и си бара секако и примена на лекови и преглед, како би можело да биде диагностицирано да не постои никоја друга причина кај детенцето, така да важат истите препораки доколку не мора детенцето да не се изложува на оваа загаденост и секако кога ќе видат дека е понамалена загаденост или почист воздухот надвор, тогаш детенцето да се изнесе надвор. Да, споменавме и во првото наше линковско вклучување дека деновиве Скопје, а и поголемиот дел од Македонија диша чист воздух. Може ли овие 3-4 дена, односно неколку дена, не знаеме колку ќе трае во иднина да имаме чист воздух, може ли да ја подобри барем на момент ситуацијата кај вашите пациенти? Сигурно дека може и препораките на нашите пациенти се секој викенд да го користат за надвор од Скопје, значи на свеж воздух во околните излетнички места, планини и околните понезагадени градови. Мора да се преземат мерки против оваа загаденост, затоа што сите ние живееме тука, сите ние го дишиме овој воздух и точно се знаат загадувачите. Јас ке речам, не може да се гледа во магла, значи така е тоа. Секогаш надлежните институции треба да си преземат мерки. Постоеше период кога се пушта денови за бесплатно движење во автобусите со цел да се намали сообраќајот и што е основно околу најголемите загадувачи, мерење на загаденоста. Дури беше изречена и мерка против еден голем загадувач, нема да го именувам, се наоѓа во кисела вода, да ги смени своите филтри, значи имаше и казни, така да во овој период нешто сето од тоа се молчи, значи не се загадувачи домакинствата, не се загадувачи автомобилите, секако дека тие учествуваат во загадувањето, меѓутоа тоа е секако многу мал процент. Се знае кои се големите загадувачи и навистина треба да се преземат мерки. Доктор Анкица, благодарам за издвоеното време. Се надевам дека предстојниот период ќе биде вака како деновиве и дека ќе се намали вашиот обем на работа, односно дека пациентите нема да ги трпат последиците од аерозагадувањето. Кристина, ова се информациите кои што утрово ги носиме од ординацијата на доктор Анкица. Како што издвои таа, имаат многу повеќе работа токму поради загадувањето, сувата кашлица и секако останатите инфекции кои што се карактеристични за овој период од годината. Благодарам, Симона. Доктор Здравеска, изминативе денови кога имавме енормно аерозагадување, кога ги излезавме на улиците, сликата многу не потсетуваше на периодот на пандемијата. Голем дел од граѓаните ги вратија своите маски повторно. И треба да ги вратат. Ние, за жал, многу малку како граѓани можеме да се... Постојат многу малку средства со кои што ние може да си помогнеме кога веќе постои тоа енормно загадување. Еден од тие начини кои делумно може да ни помогне е тоа да носиме маски, но N95 маски, инаку другите оние што ги така наречени хируршки маски многу малку помагаат и филтрираат. И
Секако, значи тоа е некаков чајнички чекор да колку толку намалиме концентрацијата на штетни частички кои што ги вдишуваме. Уште не еден, да кажам, начин на кој што може би можеле да си помогнеме, а тоа е да се користат пречистувачи за внатрешните средини, значи за затворените средини, меѓутоа тоа е секако многу скапа варијанта и сигурно недостапна за секого. Се согласувам апсолутно со колешката дека и апелирам во овој момент до сите кои што се релевантни институции и одговорни во оваа држава да навистина превземат сериозни мерки, а такви мерки можат да се превземат доколку се има желба и намера. Скопје не е единствената болна точка кога се зборува за аерозагадувањето, го имаме низ целата држава и Тетово макамачи со истиот проблем. Може да ја слушнеме искуството на колегата Зоран Димовски. И покрај високите концентрации на PM10 и 2,5 честички низ годиниве, локалните власти без конкретни решенија за справување со аерозагадувањето во Тетово. Да, повеќе од еден месец е започната веќе сезоната на загаден воздух во Тетово, меѓутоа и во сите градови во нашата држава. Како најголем извор на загадување во Тетово, сите знаеме дека е цврстото гориво, огревното дрво, затоа што сепак во градот под Шара над 60% од граѓаните ги затоплуваат своите домови со огревно дрво, затоа што сепак се работи за град каде што е постудено времето поради шарпланинскиот масив, како што велат граѓаните, огревното дрво највеќе ги затоплува нивните домови. Како втори извор на загадување е сообраќајот, тоа го потврдуваат и од Центарот за јавно здравје Тетово, каде што велат и во време на лето, во време на летниот период, кога немаме загаден воздух, кога се дојдени печалбарите поради зголемениот број на возила, се чувствува голем пик на загаден воздух и за неколку пати поголем од максималните граници. Како трет извор на загадување сепак е градежништвото. Знаеме дека во Тетово доста се гради, особено стамбени објекти, каде што и не ги запазуваат процедурите за градба, затоа што во околината каде што се гради не се чистат и мијат улиците, па така при поменување на возилата, прашината, односно штетните PM10 честички лебдат во воздухот и така ги зголемуваат концентрацијата на штетните PM10 честички. Од Центарот за јавно здравје велат дека нивната статистика говори дека за разлика од минатите години имаме подобрување на состојбата со аерозагадувањето, меѓутоа сепак тука не треба, како што велат, да се олабавиме, затоа што споредбено со земите од Европската Унија сме на дното, односно црна дупка во однос на аерозагадувањето, па така велат дека ако сега во земите од Европската Унија дозволениот прак на штетни PM10 честички е 25 микрограми на метар кубен, сепак и нас останува 50 микрограми на метар кубен, а во зимскиот период овој прак се надминува до 5 и до 6 пати. А дека тоа е така, велат од Центарот за јавно здравје, говори фактот дека кога се дојдени печалбарите, доста нивните деца одат во здравствените установи во Полошкиот регион, затоа што сепак се жалат на проблеми на белите дробови, затоа што сепак на крајот на денот тие не се навикнати да дишат толку загаден воздух како што дишиме ние во Тетово и во цела Македонија. Па предлагам тука да ја погледнеме изјавата на доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје во врска со оваа проблематика. Долго време беше на водечко место според загадувањето, меѓутоа сега не е, што не треба да ни е некоја утеха, затоа што се уште се вредностите над оние целни вредности кои за населението би биле еден бенефит, меѓутоа и по однос на концентрациите и по однос на деновите, на надминување на целодневните вредности, имаме драстично подобрување. Дури имаме и подобри вредности во однос на локдаунот што беше за време на короната. Во овој период од годината, нарочито кај децата од печалбарите, од нашите иселеници што доаѓаат, се забележува еден бронхит и кој не оди со висока температура и со мирни лабораториски резултати,
очигледно дека тие во европските земји дишат многу поквалитетен воздух и овде кога доаѓаат се појавуваат тие наод на плуќата, нарочито кај децата. Значи, треба да се стремиме да се носат акциони планови за намалување на аерозагадување. Овие мерки што претходно ги спомнав, очигледно дека даваат каков таков резултат, меѓутоа не треба да се задоволиме. Со тоа треба да се стремиме кон намалување на целните вредности, односно на граничните вредности. Да, како што кажав, состојбата со аерозагадувањето од година в година се ублажува во Тетово, па и во цела Македонија. Во 2023 година сме имале 89 денови во Тетово со повисоки концентрации на PM10 честички, за разлика од 2022 година и претходните години, а максималните дозволени денови на штетни PM10 честички кои што го надминуваат прагот е 35. Од друга страна, изминатава година е четврта поред како опаѓа бројот на денови кога имало аерозагадување, па така во 2022 година биле загадени 108 денови, во 2021 година имало 132 денови со загаден воздух, а во 2020 година од 366 денови сме имале 130 денови кои што биле со загаден воздух во Тетово. Тетовци најмногу се соочуваа со загаден воздух во 2015 година, со оглед дека од 365 дена, дури во 350 имало високо присуство на штетни PM10 честички. Инаку во 2023 година автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиенталниот воздух покажала дека нема ниту еден ден со надминување на среднодневните концентрации на сулфур двуоксид, јаглерод моноксид, како и азот двуоксид. Колегата Зоран од Тетово го имаше извиштајот. Доктор Здравеска, слушнав една информација, од 365 дена 350 имало аерозагадување. Скопје не верувам дека е тука некаде со вредностите и Скопје и со деновите со аерозагадување. И сега ако домашни бројни меѓународни истражувања ги утврдуваат загадувачите конкретно низ годиниве, се посочени, знаеме кои се, имате впечаток дека некој не слуша, дека некој сака да промени нешто? Зборувам и ние, и властите. Тоа е двонасочна улица, не зависи само од еден фактор. Еве, јас не ги знаев овие бројки што ги кажа вашиот новинар. Може би пружаат некоја надеж, но јас навистина не гледам некоја организирана акција, или може би не ја знам, некоја организирана акција во нашето општество, која што навистина се труди да, или е таргетирана да го реши овој проблем, навистина да го искорени. Би сакала да обратам внимание повеќе, еве како доктор, да не се мешам во работи кои што не се во моја ингеренција, да убаво колешката Симоновска ги опиша акутните ефекти на штетни ефекти на загадувањето, но ние не смееме да заборавиме, особено не во вакви денови ретки кога нема толку загадување, па сме сите срекни, нели, готово заврши, можеме да дишеме малку, не смееме да заборавиме на кумулативниот ефект на кој што кумулативниот штетен ефект врз здравјето на ова загадување, особено карциногениот ефект и особено ефектот на кардиоваскуларните болести, ефектот на врз ранливите популации, на секако и психијатриски, невролошки ефекти и ефекти во однос на респираторното здравје. Мораме да размислуваме исто така и да ги заштитиме и нашите најмлади, заради тоа што веќе Светската здравствена организација излегува, како и Европското респираторно здружение, со податоци, научни податоци, значи документирани податоци, дека влијанието на аерозагадувањето е најголемо дури и во пренаталната возраст, значи во тек на ембрионалниот развој, при што предвремено раѓање на деца родени со малформации, деца родени со недоразвиени бели дробови кои што стануваат потенцијални, да кажам, хронични болни понатаму, и да не кажам потенцијални инвалиди во некој степен. Значи, се апелира се повеќе секоја чест на мерните единици, и тие се потребни и треба да ги знаеме, треба да знаеме да измериме колкав ни е проблемот, но веќе апелот на Светската здравствена организација во последните години е
да преидеме од мерење на дела. Апсолутно, да. Добро е што мериме, но чекор понатаму е акција за да ова го решиме проблемот. И коригирајте ме ако грешам, кога почна гласно да се зборува на оваа тема, фокусот се ставаше на заштита на хронично болните и што тие треба да превземат да се заштитат од аерозагадувањето. Години подоцна не постои возрастна категорија која што не е сериозно засегната. Не постои, како што кажа колегата од Тетово, значи тоа се ние ги гледаме ефектите на тоа загадување секојдневно со невообичаени реакции, иритации од респираторниот тракт најмногу, но и од сите други органи и системи во организмот. Ајде да видиме каква е состојбата и во Прилеп. Колешката Елизавета Митровска не очекува со следното линковско вклучување. Бити веќе 15 на минути зборуваме на тема аерозагадување, горлив проблем во овој период од годината, но спомена и Зоран предмалку од Тетово дека не е само зимата проблем, во текот на целата година имаме зголемени концентрации на PM10 и 2,5 честички во воздухот. Каква е состојбата со аерозагадувањето во Прилеп? Добро утро, повтор пат во утринската програма. Точно така, аерозагадувањето не е само зимски проблем. Потребно е константно да се действува и да се следи ситуацијата, но секако со дела, не само со регистрација на тоа што официјалните веб страници на Министерството за заштита на животната средина велат, туку мора да се преземе нешто. Каква е ситуацијата во Прилеп? Разговараме утрово со Владко Петковски, портпарол на општината, во чија надлежност е и инспекторатот за заштита на животната средина. Петковски ја следиме официјалната веб страница на Министерството за заштита на животната средина. Тие имаат мерна станица во кругот на болницата. Тоа е во моментот во Прилеп. Уште сме во зелената зона, но што се случува во моментот? Така, Бети, добро утро пред се. Ви благодарам на поканата за учество во утринската емисија. Во Прилеп аерозагадувањето, како што и сами кажавме, не сме во оние портокалови или алармантни фази. Имаме една мерна станица поставена од Министерството за животна средина и просторно планирање. Таа што е меродавна нормално и незините параметри се тие што ги следиме, поставена во кругот на болницата. Оно што еве и утрово пред самото вклучување го забележавме, параметрите изнесуваат 48 месечини микрограми на метар кубен, што за овој период, посебно зимски, каде што знаеме поголем дел од домаќинствата се греат на дрва, мал дел може би на јаглен, имаме, се разбира, раздвижености со автомобили, затоа што времето е ладно и не е така некои лоши параметри во моментов за Прилеп. Сепак да кажеме да многу е битно кои се загадувачите, имали забрани, имали санкции од инспекторатот? Така, значи индустријските капацитети во Прилеп се разбира дека работат со полна пареја и во континуитет, но тие се контролирани од нашиот инспекторат тука од општината за животна средина и досега во изминатата година барем сите инспекции покажале дека не ги надминуваат дозволените параметри, така да сигурни сме во она што го правиме и го контролираме, се разбира, квалитетот на амбиенталниот воздух. Добро кажавте. Во периодот, се извинувам, во периодот летото, есента имаше во делот каде што е во близина на фабриката ламинати, имаше протестираа граѓаните од миризби, од чад. Таа ситуација се решили? Така. Како што и сами гледаме, таа ситуација е решена, затоа што чадот го нема повеќе, нема непријатната миризба. Местото од каде што потекнуваше беше откриено и беа преземени мерки за расчистување. Нормално во соработка и со Министерството за животна средина и со инспекторати на државно ниво, заедно со нашата инспекцијска служба. Тој проблем беше решен нормално во корист на сите граѓани да имаат чист амбиентален воздух што го дишиме. Во текот на целата година се трудиме да преземаме и мерки и во иднина да планираме нешто што ќе го подобри воздухот и што ќе допринесе за подобар квалитет и на живот на граѓаните. Така да имаме континуирано субвенции за велосипеди од страна на општината за купување на велосипеди. Во последниот месец обезбедивме за новиот буџет за 2024 година 90 милиони денари за изградба на фабриката за рециклирање на отпадци, тоа влијае нормално за заштита на животната средина. Континуирано засадуваме и пошумуваме делови од Прилеп каде што е потребно. Изминатите 2 години имаме над 5000 садници засадено
имаме денови на без автомобили, сите на точак, сите на велосипед, се извинувам. Значи, се трудиме со секакви активности и акции во текот на целата година да влијаеме на заштитата на животната средина. И се враќаме на она со мерните станици. Сигурно дека една мерна станица не е доволно во сите делови од градот да ја следи ситуацијата со аерозагадувањето и воопшто се преземат мерки. Има ли можности, какви се намерите да се зголеми и да биде по-реално мерењето и на аерозагадувањето и на состојбата воопшто? Значи, во моментов Општина Прилеп заедно во соработка со Министерството за животна средина и со Технолаб до Скопје работат на годишен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух, со што веројатно треба да се направи таа проценка и веројатно ќе имаат направено дали е потребно да се постават повеќе мерни станици, затоа што тоа не е во наша надлежност, не ги поставува општината. Се разбира, треба да одредат инспекцијските служби. Се надеваме, ако се утврди потребата, дека ќе бидат поставени секаде каде што е потребно. Но општината треба да биде иницијатор, барем да учествува во состојбите. Се разбира, затоа учествуваме и работиме на подготовката на годишниот план, како што кажам. Значи, уште еднаш да повториме, моменталната ситуација во Прилеп со аерозагадувањето е одлична за овој период, така да се разбира, го следиме тоа од ден на ден. Мерните станици ги покажуваат параметрите, не можеме да го контролираме пред време, но ги правиме сите потребни акции, како може да се каже, за контролирање. Благодарам Петковски што бевте наш гостин. Тоа беше Владко Петковски, портпарол на општината Прилеп. Разговаравме за аерозагадувањето во Прилеп и уште еднаш да кажеме, делата треба да бидат континуирани во текот на целата година, а не само зимскиот период. Студија? Апсолутно се согласувам, Бити. Единствена позитивна информација која што во текот на разговоров е онаа која што пристигна од Прилеп во моментов и сите соговорници, иако спомена соговорникот дека има 40 и нешто микрограми, тоа е двојно од дозволеното, но ајде ако земеме колку може да биде, можеби е добро. Сите тие укажуваат дека мерки, вклучително и вие, дека мерките се неопходни. И сега додека ги чекаме истите мерки, докторка треба да преживееме. Како? Не знам. Да ги следиме мерните станици, односно информацијата од мерните станици, да избегнуваме престој, особено физичка работа или физичка активност во надворешен амбиент кога се многу високи вредностите, бидејќи тогаш нели поголема количина на воздух влегува и поголема количина на ПМ честички се таложи во белите дробови. Да носиме заштитни средства, за жал, нели тоа е колку и да е тоа социјално тешко прифатливо и да се надеваме на подобро. Сакам да отворим уште една тема во наредниве 2-3 минути за која што вие секогаш жестоко и гласно зборувате, тоа е пушењето. Министерот за здравство меѓутоа најави ригорозни мерки за пушачите во 2024, откако претходно Европската комисија во извештајот за напредокот на земјата кажа дека не е постигнат напредок во однос на контролата на тутунот и сега пушењето во јавни простори се чини дека е комфорт зона од која што тешко излегуваме и покрај застрашувачките статистики и податоците во однос на последиците. Не знам зошто е комфорт зона, за мене е многу некомфортна таа зона. Да. Мислам дека е веќе неотежнато, туку скоро невозможно човек да излезе комотно во било каков објект угостителски или било каков таков објект каде што сака да се опушти, а мора да биде изложен на секаде на загадувач, на таков тежок загадувач како чадот цигари. Исто така и оние испарувањата од електронските и тие други врсти на модерни употреби на никотинот. Овде ќе го искористам овој момент да го поздравам, да ја поздравам таа иницијатива на министерот и да се понудиме како Македонско респираторно здружение, како клиника за пулмологија, да за помош, бидејќи ние веќе повеќе од 10 години работиме активно на борбата против пушење, на активностите кои треба да се превземат, на методите со кои што можеме да го намалиме или да им помогнеме на луѓето да се одвикнат од пушење, така што стоиме на располагање на вистина со целите нашите капацитети за помош и за поддршка на оваквата иницијатива, доколку е навистина искрена и доколку се спроведе, се надевам, ја поддржувам таа. Инаку сакам да потенцирам дека денес зборувавме претходно за загадувањето, кога зборуваме
зборуваме за загадување, некако фокусот ни е кон надворешната средина и треба да биде. Меѓутоа забораваме дека практично од реферираните 7-8 милиони смртни случаи годишно од загадување, од прилика 40 и нешто проценти отпаѓаат на луѓе кои што на смртни случаи предизвикани со внатрешно загадување, односно загадување на внатрешната средина, а околу 80% од загадувачите од загадувањето во внатрешните средини отпаѓа или се должи на испарувањето од чадот од цигари и нешто од користење на биомаси. Така што тоа е многу сигнификантен загадувач. Споминавте во одговорот, им стоиме на располагање на граѓаните кои што сакаат да се одвикнат од пушењето. Што подразбира тоа? Многу често граѓаните кои што сакаат да се откажат од пушењето велат и јас можам и јас ќе го направам тоа со најразлични средства кои што може да се купат во аптеките. И точно е дека дел кои се начините? Точно е дека дел, знаете што, пушењето е зависност. Добре. Како и секоја, и тоа е сериозна зависност. И како и секоја зависност има разни пристапи како да се справиме со неа. Точно е дека дел од пушачите им е доволно да решат и да ги остават цигарите, еве така да кажеме, но постојат од икс причини, да не ги, нели во интерес на времето нема сега да ги елаборирам, но постојат ситуации во кои што луѓето не можат да си помогнат сами, било заради тоа што социјалната средина го поддржува пушењето и навистина им ја отежнува таа задача, и достапноста на цигарите, навистина во Македонија се страшно многу достапни цигарите. Вие во било која продавница кога ќе влезете на удар на секоја каса, на најударното место во продавницата е токму се токму поставени цигарите и иако сме ние земја која што има потпишано договор дека е забрането рекламирање на цигарите, тоа е јасна реклама. Заради што на дел од луѓето им е потребна помош, било како психолошка поддршка, и тоа се програми кои што траат неколку месеци како психолошка поддршка или како медикаментозна поддршка во некои ситуации. За жал во Македонија, освен еден препарат кој што и не е на врвот на препорачаните препарати, никаква друга фармаколошка поддршка не е достапна, така што исто така го повикувам министерот и во тој смисол да, ако можеме да направиме некаква акција, да ги направиме тие лекови достапни во Македонија. Ова ќе не биде тема и за следно гостување во утринската програма, како и оние опции на електронски цигари кои што ги споминавте, и за нив сакам сериозно да дискутираме, но ќе се заблагодарам за денешното гостување во Македонија. Благодарам и на вас.